Versus со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. Дали Кочани е пристојно место на живење? Можат ли граѓаните да живеат сигурно, исполнето и обезбедено, им недостасува ли нешто што може да ми го пружи локалната власт во рамки на своите ингеренции? Што е сработено во изминатата година и што преостанува како перспектива на општината, имајќи ги предвид нејзините географски, природни и социјални обележја? Вечерва во Версус на Канал 8, градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски. Господине Димитровски, добро вечер, добре дојдовте во емисијата. Добро вечер вам во студиото, добро вечер на вашата екипа, добро вечер на гледачите на Канал 8 телевизија. И мене ми е драго што ме поканивте овде да бидам гостин на вас и на гледачите на телевизија Канал 8. Господине Димитровски, како татко на општината повеќе од 5 години, спокоен ли сте и со уверување дека Кочани е на вистинскиот пат да стане современа и просперитетна општина? Па добро, јас сум на ова место веќе 5,5 години и можам слободно да кажам дека заложбите мои, на мојата партија, на моите соработници, на моите луѓе кои што постојано соработуваме е таа да Кочани го врати оној сјај кој што го имаше на времето, да Кочани биде и реално посакувано место за живење, да Кочани излезе од она сивило кое што беше при крајот на 90-тите и почетокот на овој милениум, за да се овозможи да нашите сограѓани, поготово младите сограѓани, ја гледаат перспективата во Кочани, а не оној тренд кој што беше почнат да го напуштаат родното место, да го напуштаат Кочани и да одат надвор од општината, надвор од државата, било со пасоши на странски држави, било со по илегален начин, било пред користење на разни роднински врски, пријатели, или пак, што е најжалосното, оние кои што се високо квалификувани, како готови стручњаци, било да се доктори, инженери, професори, го напуштаат и Кочани, ја напуштаат и државата, и како готови стручњаци одат во другите држави. Успеавте ли да ги спречите или барем ублажите овие негативни тенденции? Јас повеќе пати го кажувам дека овој процес е економски процес, тешко запирлив процес и имајќи ја во предвид денешната технологија, имајќи во предвид интернетот, и другите средства за комуникации, на нашите најмлади има возможено да тие видат како се живее на други места. И тие едноставно сакаат да избегаат од овде, од економски причини, што го реков. Дали сме успеале или не сме успеале, покажуваат бројките, фактите кои што се на бирото за вработување. Значи, каква е бројката на лицата кои што бараат работа и каква е бројката на вработените лица. Можам слободно да кажам дека кога дојдов, бројката беше околу 9000 невработени лица, 9560, така некаде, а додека оваа година мислам дека ќе ја завршиме некаде со бројка од 4800 невработени лица. Овде треба да се земе во предвид тоа дека новите вработувања се актуелни, поготово во оваа година, во минатата година, со трите странски инвестиции кои што беа, со Амфенол, со Антура која што сега почна да странските инвестиции и Лукойл со едната бензинска пумпа, со другата бензинска пумпа што се очекува понатаму. И очекувам дека сепак нештата се мрднуваат од она мртва точка. Значи го додирнавме дното на пропаѓањето и полека се крејаваме, се качуваме нагоре за да, повторувам, обезбедиме достојни услови за овие нашите најмладите пред се. Ова е сепак годишно интервју. Изминатата година беа реализирани бројни проекти кои според вас се капиталени од особено значење за граѓаните. Па имаме повеќе проекти кои што течат и не можеме да ги делиме како годишни проекти. Сепак треба да знаеме дека за капиталните проекти е потребно малку подолго време и е потребно подготовка на проектот и неговата реализација дури од како се затворат сите подготовки на тоа пред се финансиските. И можам да кажам дека клучен проект кој што е веќе во фазата завршни подготовки, тоа е Кочани да добие пречистителна станица и Кочани да ги спои сите 9 колектори, почнувајќи од
населбата Оризари, почнувајќи другите сите до лесна индустрија и колекторите од рамичарскиот дел на селата. Тоа е инвестиција вредна 23 милиони швајцарски франци. Договорот е потпишан во месец јуни. Се прават, реков, подготовките околу избор на консултант, околу формирање на тие работни тела. Се очекува да сите тие работи се завршат до крајот на наредната година и некаде на терен да се излезе крајот на 2015 година, за да целиот проект треба да се изработи техничката документација. Да, техничка документација за да реализацијата би била наредните 2 години, 2016-2017. Сакам да повторам, односно да кажам суштината на овој проект. Тоа е проект за идните генерации. Тоа е проект кој што и онака чистото Кочани, што го носеше епитетот најчист град во државата, сега ќе стане и реално, заради тоа што знаеме сега дека фекалната канализација од градот иде дали во Кочанска река или во Масалница, понатаму во Брегалница. Со ова ние апсолутно сите такви отпадни фекални води ги носиме во пречистителна станица и се овозможува да и граѓаните имат добар живот, меѓутоа и нашето главно богатство, белото злато Оризот, да биде сепак третирано со едни чисти води, со едни исправни води, така да повторувам, ние одиме на еден проект кој што е за наредните генерации. Значи за едно чисто Кочани. Да, колку да е појасно за гледачите, ова е проект од планот за управување на речниот слив со Брегалница, проектите кои што ги финансира швајцарската влада. Токму така, ние овој проект го подготвуваме, се состои од повеќе фази и го подготвуваме наназад 4 години, од 2010 година се прават подготовките. Гледачите се сеќаваат и малку беше нејасно што значи Брегалница проект. Еве сега се гледа што значи. Значи околу 5 милиони 200 илјади швајцарски франци беа дадени за истражување, за испитување, за стварање на услови, да седиштето му беше на тој проект во Кочани, да се види што понатаму ќе се прави. Со тој проект буквално сите води се решаваат. И атмосферската канализација е производ на тој проект. Значи успеавме, односно беше услов да ја раздвоиме фекалната од атмосферската канализација. Понатаму имаме друг проект кој што е за заштита на животната средина на целиот слив на река Брегалница, седиштето на тој е во Штип. Тоа е преку Фармахем, една невладина швајцарска организација. Тоа е некаде околу 1,5 милиони швајцарски франци и нашиот најновиот, значи од 23 милиони швајцарски франци, кој што е само за општината Кочани, тоа е изградба на пречистителна станица. За одвојувањето на атмосферската од фекалната канализација се говореше доволно, но еве успеале да се испочитуваат сите рокови околу изведбата? Добро, ова прашање сега го граѓаните почувствува директно на своја кожа и главниот виновник е општината заради тоа што ги раскопува улиците и се поставува секој прашањето дали не можело порано. Виновник под наводници? Да, така, виновник под наводници. Никој пат не е доцна да се постави нешто и можам да се пофалам дека општината Кочани е еден од првите градови во Република Македонија кој што го решава прашањето на атмосферските води. Знаеме каква мака имавме ние оваа година 2014, немавме такви поројни дождови, меѓутоа минатата година на 2 пати, на 3 пати, знаеме дека целиот трговски центар, улицата сегашна, поранешна Маршал Тито, сегашна ВМРО, носеше огромни количини вода кај училиштето Свети Кирил и Методи и целата таа населба беше поплавена. Знаеме дека истото се случуваше на автобуската станица на Тодосија Паунов. Истото беше на Страшо Ербапче во Стришани, доаѓаа огромни количини води. Сето тоа ќе биде минато, од прилика за проектот треба да заврши пролетта наредната година, до јуни месец наредната година, и ќе биде минато за тоа што главниот колектор по главните улици ќе биде завршен и ќе бидат овозможени, значи, тие води да се зафаќат и да се носат во речното корито на Кочанската река. Да, забелешката на граѓаните се однесуваше на тоа дека прво се постави асфалт и се поплачуваат тротоари, се изгради и кружниот тек, а веднаш потоа мора да се прекопуваат. Да, токму така реков. Држат тие забелешки, меѓутоа подобро е било кога да се направи, отколку никој пат да не се направи. Значи, така стасуваат средствата. Да. Таму се потрошени средства од 1,150,000 евра.
Тоа е донација на општината Кочани од Европската банка за обнова и развој и штета беше да тие средства не ги искористиме. Сепак тоа е во интерес на граѓаните. Ја засегнавме И сакам да го појасниме тоа, иако повеќе пати го кажував, сепак треба да имаме трпение како граѓани, заради тоа што ако сме ја исполнуваме својата нервоза во недела дена, во 2 недели преку чекањето на редици во улиците заради тоа што се на друг начин регулира сообраќајот, сепак треба да имаме трпение за тоа што бенефитите се далеку поголеми подоцна. Ја засегнавме комуналната сфера, па имам дилема дали да продолжиме со приоритетите или додека сме овде да го споменеме прашањето и околу паркингот. Едно од се чини, ќе одиме сепак поред, се чини дека паркирањето, воведувањето на платен режим за паркирање беше една од главните теми изминатата година. Сметате ли дека конечно да го решивте прашањето? Па, прашањето на паркингот беше една жешка тема која што се водеа дискусии, која што се водеа, се пуштаа разни политички пароли, имаше политички настапи и така натаму. Јас ќе го повторам она што го реков кога го подготвувавме проектот. Проектот се подготвуваше 2 години, го подготвуваа стручњаци од областа на сообраќајот, наши сограѓани кои што се сообраќајни инженери, во соработка со стручњаците од Министерството за внатрешни работи. Знаеме дека секој сообраќајен проект кој што го донесува Советот на општината Кочани мора да биде одобрен од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Со тој проект е предвидено да се регулира паркирањето во градот, а не како што некои сакаа да кажат дека општината сака да печали, да наплатува и да печали, да го полни буџетот. Можам да кажам отворено дека минимални се средствата кои што доаѓаат во општината, само 10% од наплатата оди за општината, кои што се на месечно ниво некаде околу 1000 евра. Значи тоа е минимално. Меѓутоа, и најголемите скептици сега доаѓаат и кажуваат, откако се воведе паркингот, секој пат има место. Нашите гости кои што доаѓаат од другите градови, од околината, дали се од Виница, од Чешиново, Блешево, од Делчево, сега има каде да се паркираат. Пред тоа, едноставно повеќе пати свртува, го трошеа тоа гориво за 10 денари, далеку повеќе, и едноставно немаше каде да се паркира. Сега сите го тоа поздравуваат. Нашите стопанственици пред се, јас секој пат го слушам и гласот на стопанството, кои што се сместени надвор од централното градско подрачје, кога треба да завршат некоја работа, било во банка, било во некоја друга институција, сега слободно си доаѓаат, си наплатуваат за 1 час 10 денари и секој пат ја завршуваат работа. Не е како порано, исто така да паркирам на сосема друго место, па да трчам одаму, да трчам наму. Мислам дека е полн погодок со паркингот и добро е што го почнавме на фази, на етапи. Ќе да завршиме и другата страна, и левата страна на Кочанска река, ќе го завршиме и главниот плоштад, така да ќе се створи еден ред и една навика нова за граѓаните на општина Кочани. Граѓаните особено ги иритира прашањето колку време ќе се задржат во трговскиот центар во моментот кога го паркираат своето возило. Може ли да се овде воведат одредени модификации? Па, секој пат ние настапуваме од тоа што ќе кажат оние кои што седат во кафулињата во трговскиот центар. Јас ќе порачам, од овде порачувам, живењето на градот Кочани не е само во кафулињата. Напоменав каде е. Живењето и во дуќаните во трговскиот центар. Живењето е и во стопанските организации во градот Кочани. Живењето е во домовите на тие кои што се околу централното градско подрачје и овие забелешки држат и ние ќе гледаме да го поедноставиме и повеќе да го контролираме времето и наплатата на паркингот, за да не се ствараат непотребни нервози, да не се ствараат како сега што имаме да некои од граѓаните реагираат бурно заради тоа што имаат некои казни за погрешно паркирање или пак за предолго паркирање. Очекуваме се уште е прескапа апликацијата за SMS паркирање, меѓутоа очекуваме кој се прошири целиот дел, очекуваме дека она што го имаме пракса во другите градови, како што е Скопје, Куманово, Штип, гледа нашиот дел, Прилеп, Битола, очекуваме дека таму ќе се поедностави и уште поголем сообраќајен ред ќе се створи.
Постои проект за изградба на катна гаража во Кочани. Локацијата е позната, просторот позади Македонски пошти, но засега тоа е спречено поради нерешени имотно-правни односи. Па јас го гледам прашањето овде малку покомплексно во тој дел. Решавањето на урбанистичкото решавање на просторот во овој дел од градот беше тема 20 на години наназад во Кочани и никако не успеваше да се заврши. Благодарение на тоа што учинивме напори општината пред 3 години кога донесовме деталниот урбанистички план, онака како што одговара најмногу. И почнаа да се градат, имаме таму веќе 3 комплекси изградени и направивме да биде по желба на најголем број од оние сопственици кои што се на парцелите, бидејќи сите се приватни сопственици, освен она што го спомнавте, катната гаража која што е до самиот Телеком. И имаше договор кога ги подготвувавме овие планови. Меѓутоа, граѓаните кога дојде ред за експроприацијата, имаше бурни дискусии на Советот колку ви дадат комуналите, па ги намаливме комуналите во интерес на тоа. Ние сакавме да го направиме комплетно завршен тој дел од градот со комплетно поставување на асфалт, со комплетно поставување на водовод, канализација, другите пратички инфраструктури, дури со пешачките патеки да бидат, заради тоа што ако се погледне планот, тоа е едно убаво подрачје и една катна гаража. Меѓутоа, по одреден дел од собствениците, кога требаше да се отстапи земјиште за тие што зборувам инфраструктурни објекти, улиците пред се, тротоарите, настапија со едни ненормални барања, преголеми барања, за нив може би исправни, меѓутоа во нашите калкулации воопшто не можеме да ги покриеме со тие комунали кои што ги таму наплатуваме и заради тоа ние чекаме да се завршат судските постапки. Ако се завршат судските постапки во корист на граѓаните, тие што се почнати ќе ги завршиме, значи ќе ги исплатиме тие граѓани, меѓутоа ако ги добијат тие споровите. Меѓутоа ако понатаму општината нема доволно средства за да го реализира комплетниот тој урбанистички план. Воспротивно, ако го добие спорот општината и овие наши сограѓани добијат еден надомест кој што е разумен, кој што изнесува некаде околу 25 евра по метар квадратен, што е навистина голем, навистина реален, а нивните парцели остануваат кои што можат да ги претворат исто така во капитал понатаму. Ако го добие општината, тогаш ќе имаме решавање на инфраструктурата и решавање на оваа катна гаража во тој дел од градот. Инаку сега да ја правиме воопшто нема ефект заради тоа што немаме движење таму. Треба некој да појде таму, да паркира, па да се враќа назад во трговскиот. За нас секој пат е мерило, како што рековме, кафулињата во трговскиот центар. Да. Главната сообраќајна артерија на подрачјето на градот се преименуваше од Маршал Тито во ВМРО. Кој е вашиот став по тоа прашање? Мојот став е јасен, јас сум за тоа, заради тоа што сепак некои работи се случуваат во општество, се менуваат многу работи. Ние, ако погледнеме менувањето на името на кафеаната Пролет, знаете како се викаше во времето на еден систем, во друг систем, во трет систем, за денеска да се вика Пролет. Воопшто не станува збор за она што го кажуваат како аргументи дека нашата партија, мојата партија, јас лично сум против Јосип Броз Тито. Значи воопшто не станува тука збор, туку станува збор за доаѓање на она што е дел од историјата само на македонскиот народ. Значи знаеме што значат овие 4 светли букви. Воопшто не беше посветено внимание на ниедно место да нема одбележје за ВМРО. ВМРО е темелот на основањето на државата Македонија. Го знаеме тој дел од историјата и апсолутно се согласувам. Воопшто не повторувам, значи не го минизираме влијанието, односно заслугата на Јосип Броз Тито. Напротив, сите го почитуваме тоа дело. Меѓутоа, во духот на промените потребно е такви промени и потребно е да се преименува тоа. Значи јас сум апсолутно се согласувам со одлуката на Советот кој што ја донесе таква како што ја донесе.
Тоа е идеолошката позадина на одлуката, но имаше ли потреба тоа да се случи сега и што е со менувањето на адресите, менувањето на куќните броеви на улиците? Па видите вака, ние имаме менување на улиците во цела Македонија и тоа е постојано. Имавме сега беше можеби моментот заради тоа што имавме многу улици кои што беа со технички броеви. И не е прифатливо и не е оправдано тие технички броеви да се издаваат документи со тие технички броеви заради тоа што кај нас во Македонија по нашите закони воопшто не е препорачливо тоа. И тука беше искористен моментот кога се менуваат тие 14 улици кои што беа со технички броеви да се замени и името на улицата Маршал Тито во улица ВМРО. На општина Кочани беа одобрени средства од Светска банка за изградба, односно асфалтирање на 10 улици на подрачјето на општината. Кога се очекува да се реализира овој проект? Да, тоа е еден голем проект за општината Кочани и општината Кочани користеше еден таков кредит, мощно поволен кредит за замена на 6,5 километри водоводна мрежа во средната зона, значи во централното градско подрачје. Ние бевме први кои што го искористивме од Република Македонија тој поволен кредит од Светска банка и бидејќи го зајакнавме капацитетот на општината, можевме да земеме уште кредит во консултација со граѓаните. Најглавен проблем е асфалтот во градот. И се одлучивме, односно направивме проекти за асфалтирање на 10, односно 13 улици кои ги имаме во сите делови од градот и во населбото Ризари. Очекуваме за 2 недели да се потпише договорот за кредит од околу 1 милион евра и да реализацијата биде во наредната година. Сите 10 или 13 улици во зависност од тоа постапката која ќе се води, дали ќе паднат цените. Ако паднат цените од оние проектантските цени, очекуваме дека сите 13 улици ќе се завршат, очекуваме некаде средината на наредната година, почетокот на есента на наредната година да бидат сите тие улици во градот асфалтирани. Тоа е една голема придобивка за тие граѓани, поготово во новите населени места како што е Белското мало, улиците Пиринска и улицата Ѓорче Петров и улицата Орце Николов, која што буквално не можеше да се пријде таму на дел од улицата Орце Николов. И едноставно очекувам дека граѓаните ќе го поздрават, и од другите, не само тие што се на тие улици, туку и од другите ќе го поздрават тоа задолжување на општината. Реков, кредитот е мощно поволен со 1,5% каматна ставка со рок на враќање од 20 години. Воопшто не представува проблем за општината да го тоа враќа како кредит. Затоа што се испостави и со овој кредит од делот на замената на цевководите за водоводната мрежа. Општина Кочани распиша конкурс за избор на најдобро идејно решение за изгледот на новиот плоштад во Кочани. За волја на вистината, права награда не беше доделена, но ретериравте или ја пролонгиравте намерата? Тоа представува еден дел од урбаното живење на градот Кочани и токму заради тоа не само тој проект, знаете дека на сличен начин го решававме прашањето на фонтаната, значи преку јавен оглас. Имавме јавен оглас исто за решавање на паркингот, односно паркинзи да бидат над Кочанска река, кој што исто така беше јавен. И имавме јавен оглас, јавен конкурс за награди само за решавање на проблемот со плоштадот на градот. Сепак, било кој кога дојде во градот, најпрви се ориентира према општината, односно према плоштадот кај што се случуваат нештата. Сегашниот плоштад бил добар на времето, меѓутоа во ова време сега знаеме дека се менуваат многу работи, потребно и тој да се смени. На конкурсот се јавија мощне голем број групи на архитекти, мислам дека беа 9, и за жал сите проектира, иако им беше дадена една задача како треба да изгледа, да биде повеќе функционален овој плоштад, значи да биде реален плоштад и ако е можно да се обезбедат и паркинг места за други. Меѓутоа главната работа е да биде тој едно огледало на ново Кочани.
Решени сте кафулињата да не бидат повеќе епицентар? Не, случувањата се во кафулињата и ќе биде тоа понатаму. Меѓутоа, јас реков, не е живењето само во кафулињата. Ние најголем број на наши сограѓани доаѓаат преку општината да си бараат некои своји услуги. Странски делегации кога доаѓаат, исто доаѓаат овде во општината. Ти може да доаѓаат и на кафи во трговскиот центар, меѓутоа доаѓаат тука. Сите што ги имаше како решенија, архитектонски решенија, беа добри, меѓутоа сите беа со еден недостаток кој што за жал општина Кочани го има и тешко се избегнува, тоа е овие води, поготово подземните води, кои што се на тој дел, сите сакаа на денивелирање на плоштадот и стварање горе на едно ниво. Оценката на нашите стручњаци, од комисијата беше составена од стручњаци од општината, од вработени во општината и од други надворешни членови во општината, беше дека ниедно од тие решенија не е технички изводливо заради овие подземни води и доделивме само 2/3 награди како решенија. Меѓутоа, идеите кои што ги дадоа тие, имаше мощни добри идеи, ќе ги преработиме заедно со проектантската куќа која што ќе го добие тендер за другите проектирања. Секоја година ние вршиме избор на проектантска куќа која што ќе проектира за градот Кочани и заедно со нашите очекуваме да ја покриеме дел од реката, мостот да го прошириме за да се створи поголем простор и за да можеме да ги имаме содржините, како што рековме, и паркинг, да имаме и за шетање, за прошетки на пензионери, да има клупи за седење, да има за малите дечиња, младите мајки со колички да можат да шетаат и нормално, што рековме, да има и по некој кафуле, некој магазин, такви работи. Сепак е ова, реков, центарот на градот. Настојувам исто така и општината да ја забележавте дека направивме еден исчекор, ја отворивме општината, поставивме символите на градот, на државата, што ги немаше, беше несватливо да ги нема пред нова општинска зграда. Очекуваме дека наредната година и енергетски ќе ја решиме, ќе ја обновиме зградата на општината која што е исто така еден символ на градот Кочани. Така да некои работи ги работиме во од. Да, многу символи има градот Кочани, многу објекти чекаат на санација и реновирање. На патот Штип Кочани се вршеше проектирање, се очекува во јануари 2015 да се заврши и да се аплицира до Европската банка за средства за проширување на магистралата, односно незино пременување во експресен пат. Автопат или експресен пат, што губи, што добива Кочани? За ова прашање, значи за патот Штип Кочани, можам да кажам дека најголема заслуга има нашето дружење во Источниот плански регион, заради тоа што секој пат кога се среќававме, па и вие новинарите сте сведоци за тоа, секој пат беше поставувано поврзувањето на истокот со центарот на држава. Имаше и жестоки дискусии, имаше и жестоки кавги, кога стануваше збор за тоа, имаше непријатни моменти дали за градоначалниците, дали за овие кои што се од централната власт, од министерствата, па да не речем и председателите, било на државата, било на владата. И успеавме да го наметнеме како прашање, за да се реши прво автопатот од Скопје до Штип, да се реконструира патот од Велес до Штип и да се вметнат 3 патни правци во истокот. Едниот патен правец е овој што зборуваме сега, експресниот пат Штип Кочани. Едниот е поврзување на општината Проби Штип преку нашиот дел со Осогово, со Пониква. И третиот е поврзување на Крива Паланка со Македонска каменица преку преминот на Осоговието, преку Ајдучка чешма. Сега, она што нас не интересира како град Кочани, тоа е патот Штип Кочани. Треба да знаеме дека средства за тоа се обезбедени од Светска банка и тие средства, и кога се обезбедуваат средства од надворешен донатор, тие гледаат буквално на сите елементи кога се врши проектирање на овој, да го речеме, проект. Тоа проектирање е почнато, изберана е фирмата која што треба да го работи и ќе биде експресниот пат направен така со 4
коловозни ленти, значи 2 за возење, 2 за уставување, нешто како патот од према Солун, граѓаните кои што биле за Грција го знаат тоа, да воопшто не се да се дозволува брзина од 100 км. Прашањето е дали ќе се избегнат 4 населени места, после Штипча, Чардаклија, Долни Балван, Крупиште и Чешиново, Облешево. Првата верзија дека 3 ќе се избегнат, значи Чардаклија, Горни Балван, Долни Балван се вереше, така Балван се избегне и Крупиште, а додека преку Облешево ќе биде сведен на овие ленти што ги има. И брзината, значи, ќе биде на 100 км. Од двете страни на патот ќе имаме земјани патишта за движење на механизацијата, заради тоа што знаеме дека има мощна голема фреквенција, поготово во пролет кога е сеидбата на оризот и на есен кога е собирањето, кога е жетвата на оризот. И со неколку надвожници да може. Забрането им е да се движат по магистрала. Да, по тој пат ќе биде забрането тие да се движат, меѓутоа ќе имаме надвозници и тие ќе си имаат посебен свој пат и мислам дека ќе се зголеми сигурноста. И сега прашањето дали автопат или експресен пат, според мене е подобро да биде автопат. Меѓутоа средства... Моите информации вие сте се залагали. Јас се залагав за тоа. Меѓутоа беше поставено прашањето дали да чекаме да се соберат средства за автопат кој што би ишол до македонско-бугарската граница, односно до Делчево, каде ќе иде таму, дали на Црна скала или на Звегор, тоа е друго прашање. Или да се направи сега. Превладаат дека е подобро да се направи сега, заради тоа што сепак за автопатот се потребно далеко поголеми средства и можеби ќе се чека 10 години, 20 години. А не е исклучено, значи, и автопатското решение, може и тоа да се решава, меѓутоа се е прашање. Може ли да биде надграден овој проект со експресен? Не, експресниот пат има сосема нова траса, која што сосема други услови за планирање се, за проектирање се таму. Таму брзината на 120 км на час и избегнуваат населените места тотално. Да, како во тој случај да може да има автопат? Може би после 10, после 15 години кои ќе се соберат средства. Значи, не е напуштена идејата за автопатско решение. Меѓутоа, знаејќи дека по тој пат што е експресен пат, може да се движиме со брзина од 100 км, за нас Скопје ќе биде за 40 минути, Кочани Скопје ќе биде за 40 минути. И може да се деси, и сега одат многу луѓе работат од Кочани во Скопје, но патуваат преку час и половина. Повеќе од нашите луѓе да си работат во Скопје, да доаѓаат, да си живеат овде во Кочани. Ред. Она што сега следува на 4 декември е промоцијата на новиот бунар во градовски Орман, финансирана од швајцарскиот државен секретаријат за економски работи. Многу се зборуваше околу водоснабдувањето, ова е еден нов проект кој што дочека реализација во деновите кога го правиме овој интервју. Во овие 5 години ова е втор бунар кој што го обезбедуваме како општина. И е веќе завршен. Формалната промоција ќе биде на 4 декември во присуство на повеќе гости, ќе ни дојде и амбасадорот на Швајцарската конфедерација и можам да кажам дека ова е комплетно изграден со средства од проектот на Брегалница. Тогаш имаме и промоција на, односно давање на ефектите од проектот Брегалница во универзитетскиот комплекс на правниот факултет, така да уште нови 30 литри во секунда општината Кочани добива свежа изворска вода за периодите во летниот период кога имаме најголема потрошувачка на вода. Сакам да го повторам тоа дека општина Кочани се грижи да континуирано има доволни количини на вода. И ние не сме имали воопшто редукција од тоа заради немање количини на вода. Не сме како другите градови, да не ги спомнуваме кои, да летниот период имаме редукции, една улица има, друга нема, или лева има, десна нема, така натаму. Се грижиме и за во делот на водоснабдувањето за овие делови од градот кои што поради технички проблеми немаат доволно количини на вода. Знаеме дека изградивме 3 препумпни станици, во план се секоја година уште по една, така да они на повисоките места или понедостапните места граѓани има комуналното предпријатие Водовод посебна програма да сите граѓани добијат квалитетна вода за пиење.
Реверзибилно стигнавме до капиталните проекти, а еден од нив несомнено е изградбата на браната Речани. Станува збор за 5-годишен проект со среднорочно буџетирање, а владата на Република Македонија одобри 65 милиони евра. Овој проект требаше да почне да се реализира пред известно време, меѓутоа започна со изградбата на пристапниот пат. Сега поместени се роковите, но кои се ќе дочекали реализација? Најглавното прашање за ова е вашата констатација, значи дека проектот почна и дека секоја година се обезбедуваат од прилика по 12 до 15 милиони евра за етап на реализација на тој проект. Треба да ни биде јасно дека ова е еден можен голем капитален објект, не за Кочани, туку за државата. Ќе се гради брана со 23-25 милиони кубици вода, од кои што 20 милиони може да се користат за пиење за градот Кочани, Чешиново, Влешево, општината Чешиново, Влешево и Виница. Можат да се дополнителни 1500 хектари да се наводнуваат вода од таа вода, ќе се спречи ерозијата, ќе имаме производство на струја, значи ќе имаме еден инвестиционен циклус, еден економски циклус за вработување на лицата кои што ќе ги изведуваат овие работи. Значи 65 милиони се средства кои што дел од нив ќе останат овде во градот Кочани. Било кај градежните работници, било во кафулињата, ево што ги напоменавте, било на други места во ресторани и така натаму. Ќе се покрене и земјоделието заради тоа што тие луѓе треба да се снабдуваат, ќе се стварат подобри услови. И мене ме радува дека сепак отпочна тој проект. Можам да кажам дека општината, иако нема надлежност, и јас како градоначалник и моите соработници во општината чиневме максимални напори и она што реков што не е наша надлежност го вршевме околу делот на проектирањето, околу делот на притискањето да се стави на дневен ред ова прашање. Меѓутоа треба да што го закочи отпочнувањето на проектот? Па тоа сега да го речем, бирократијата. Имаше обезбедувано средства секоја година, мали средства, како што беше за испитување на теренот, понатаму за проектирање. Меѓутоа бирократскиот апарат кој што се наоѓа во Министерството за земјоделие и во другите институции у државата, сепак не му посветува такво внимание како што ние општината му посветува. Меѓутоа, тој труд вроди со плод, машините се излези на терен, километар и пол од патот е веќе пробиен, значи тој е еден голем проект, еден пат асфалтен ќе се направи до таму. Очекуваме дека после ќе и овие пристапни патишта кои што се низ градот тие мораат да ги обноват, да ги поправат. Така да на мене ми е задоволство што овој проект сепак се отпочна и средства се обезбедени. Остана време да поразговараме малку и за регионалната и меѓународна соработка на општината, да одиме прво регионално за плановите на Источнопланскиот регион за следната 2015 година. Одобрени се значително повеќе средства и полека Источнопланскиот регион се доближува до другите региони во поглед на развиеност. Па видите, овој регион е статистички формиран, меѓутоа кај нас дојде, иако е статистички формиран, да ипак сепак биде една целина, да бидеме поврзани со реката Брегалница, заради тоа што сите 11 општини гравитираат на реката Брегалница и можеби е попаметно и тоа баравме да се преименува од Источен во Брегалнички регион. И можам да кажам дека спрема новите статистички бројки од минатата година, ние од регион на предпоследно место дојдовме на регион на трето место, по некои критериуми кои што се земаат од статистика, иако ние сметаме дека не е така развиен овој регион, дека може да биде, односно дека е неразвиен. Не беше земено во обзир дека доста луѓе напуштат го регионот, што е, мислам, еден од критериумите кои што покажува дека е неразвиен. Средствата кои што се даваат, кои што може да се користат, ги добиваат проекти кои што се регионални. Значи најмалку две општини да работат на тоа. И токму заради тоа ние го добивме проектот за делот патот Пантелеј Турско Рударе. Токму заради тоа добивме за изработка на студијата за ски центарот Пониква. Токму заради тоа добивме за биомасата која што има во регионот, односно поготово во Кочани, кои што се елементи за понатамошно инвестирање. Знаете дека благодарение на тоа МЕПСО инвестираше околу 1,5 милион евра на Пониква, во топови за вештачки снег и езеро, цела инфраструктура таму, осветлување на патеките.
Веќе имаме една најава за инсталација на енергана за производство на електрична енергија од биомасата, од оризот, од сламата, од овие оризовите лушпи. И понатаму ќе биде на истиот начин тоа. Средствата кои што се сега далеко поголеми, тие се од државата, меѓутоа уште поголеми средства се очекуваат да дојдат од европските фондови. Заради тоа што од оваа година се отвараат некои други европски фондови, поготово во делот на туризмот. И ние сакаме, значи, да изработиме повторно документи. Едни од првите, приоритетните се проектирање на Пониква како заеднички проект помеѓу општините Кочани и општината Пробиштип. Тоа е проектирање на фекална канализација и проектирање на двете езерца Арамиска чешма, кои што можеби ќе се издвојат за кои што ќе бидат основа за водоснабдување на целиот класично водоснабдување, значи на целиот комплекс на Пониква. Очекуваме, ние ќе го аплицираме и дамнешната желба да имаме една жично поврзување на градот Кочани со Пониква, заради тоа што и тоа е дел од туризмот. Да. Меѓутоа, дали другите колеги 11, односно 9, бидејќи јас и градоначалникот на Пробиштип сме за, дали другите ќе се сложат, се зависи од тоа како ќе биде презентирано. Сепак повторувам. Од Кочани до Пониква? Да, од Кочани, од Браната градче до Пониква, една дамнешна идеја, идеја која што, ако се сложат сите, би направиле техничка документација за тоа. Ние зборуваме, значи, тие првичните средства да ги искористиме за технички документации, заради тоа што и она што беше најпрвото, што го рековме за швајцарците што ни донираа 23 милиона швајцарски франци, беше тоа што општината инвестираше во проект за изработка, за спојување за решавање на тој проблем. Да, тоа е претпоставам дел од стратегијата за развој на туризмот на источниот регион. Да. За меѓународната соработка веќе рековте со побратимените општини, дали црпите одредени искуства во поглед на искористувањето на претпристапните фондови? Ние имаме затеков побратимените градови Сигет Сен Миклош, Перејаслав, Хмельницки, Крижевци и Казанлък од Бугарија, и Крушево, нормално да не го забравиме во Македонија, и со тие останавме побратимени. Не сум некој присталица за ново збратимување. Да, сепак се тоа општините кои што се во Европска унија можна добра соработка, и тоа на повеќе страни, и од нив го црпиме искуството кое што то прво би требало да се случи со влегувањето на Македонија во Европската унија. Заради тоа што ние сега што користиме, дали таа прекограничната соработка, дали се овие што реков предпристапни други фондови, се минимални средства. Оние правите инфраструктурните фондови Македонија нема право уште да ги користи. Меѓутоа со изработката на техничката документација од нас и помошта која што имаме, пред се можам да се пофалам со градот Крижевци, ние ќе бидеме веројатно една од првите општини која Македонија ќе влезе, ќе биде една од првите општини која што ќе иде со големи проекти за кои што тогаш би зборувало, сега е прерано да се зборува. Господин Димитровски, благодарам за гостувањето во Версус на Канал 8 и ви посакувам успешна работа во периодот што следува. Благодарам и на вас на поканата и сакам да ги поздравам гледачите уште еднаш, што има трпение, оние кои што имаат трпение да не гледаат, и ако сметаат дека беше интересно, тоа го оставам на нив. Да дадат оценката. Да, отворени сте за идеи, сугестии, предлози од граѓаните? Апсолутно. Сакам да кажам, денеска направивме нова веб страна на општината и на таа веб страна ќе биде пуштена прилика за 2 недели, можеби највеќе за месец, за пред нова година треба да биде. Посебен начин, посебно внимание посветуваме на идеите на граѓаните. И секој пат го цениме, заради тоа што граѓаните тоа го гледаат од друг агол, не мора да значи да се прифати. Меѓутоа, секоја идеја која што дојде ја разгледуваме. Не ја разгледува градоначалникот сам, туку го разгледува тимот кој што е околу него. Благодарам уште за гостувањето, благодарности за гледачите, останете со Канал 8. Пријатно. Версус со Горан Лалов.